Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Всушност вонредна политичка анализа, последна пред вториот круг на локални избори во Република Македонија. Сите елементи, сите аспекти на анализа што може да се направат се направени во изминатите 30-40 дена. Мислам дека Американска амбасада не може таква анализа или такви анализи да ви направи. Сите можни политички разврски, политички процеси, политички комбинаторики беа кажани во овие вонредни политички анализи. Вечерва вонредната политичка анализа вторникот ќе направиме паблик за сите гледачи на емисијата во Центар, кафетин за премиерот, и имаше некој кој ме праша зошто дел на вонредните политички анализи се прават паблик, бидејќи освен минатата недела, секоја во наводници позајмена вонредна политичка анализа која беше направена за сите гледачи на емисијата во Центар беше компензирана со вонредна политичка анализа, дали во четврток, дали во петок, за вас кои сте мембари на емисијата во Центар. Ова вонредна политичка анализа треба да биде за СДСМ. Што треба да прави СДСМ? Па СДСМ треба да биде стрекна поради две работи на овие локални избори, бидејќи лидерот на партијата доктор Венко Филипче не излезе како сите лекари во Република Македонија да речи и јас сум за Соте, мислејќи на Соте Локровски, кандидатот на ВМРО ДПМН на изборите во општина Карпуш, и под број 2 дека СДСМ и во сите вакви околности и констернации сепак има стабилно гласачко тело. Да, навистина намалено, меѓутоа релативно стабилно гласачко тело, бидејќи на таков степен на неработење, таков степен на лошо работење, тие сепак имат 124, односно 125.000 гласови освоени на советнички листи на локални избори, што е во овие околности фантастичен резултат на СДСМ. Колку работеа, резултатот е навистина фантастичен за тоа што го имат направено. Што се случува во СДСМ? Па знаете, тоа што се случува во Куманово, тоа што јавно го гледате во Куманово, тоа подземно се случува безмалку во секој град, во секоја општина, без разлика дали СДСМ тамо е на власт или не е на власт. Во Куманово има 3 кандидати, од кои двајца влегува во вториот круг на локалните избори. Едниот е Максим Димитриевски, човек кој беше дел на раководството на СДСМ, пратеник од редовите на СДСМ, се кара со СДСМ, групата или групацијата на Бранко Цренковски застанува зад него и сега со убедливо водство влегува во вториот круг на локални избори во градот Куманово. Веќе 2 мандати е градоначалник на Куманово. Па го имате кандидатот на Венко Филипче, кој случајно е организационен секретар на СДСМ, што ќе рече втор, трет човек во хиерархијата, во пирамидата на организацијата на СДСМ на централно ниво, што ќе рече на ниво на Република Македонија, кој не влегува во вториот круг на локалните избори, губи во првиот круг, не се пласира во вториот круг на локалните избори и го имате под број 3 кандидатот, условно речено, на Оливер Спасовски, значи Максим Димитриевски СДСМ, па кандидатот на Венко Филипче и кандидатот на Оливер Спасовски. Кој имате 3 такви структури, претежно, значи доминантно СДСМ структури, кои биле дел на СДСМ, кои се скаране со СДСМ, кои се вратиле во СДСМ, кои прават пируети, шетат од една до втора до трета партија, што ќе рече класично лево ориентирано или традиционално гласачко тело, тоа значи дека СДСМ не ги дели на 2 дела, туку во најголем да дели на 3 или на 4 дела своите гласови на сите локални нивоа, во сите општини, без разлика дали е власт или е во опозиција на локално ниво. Значи имате некој кој гласа за зам, па имате некој кој не излегува на гласање, па имате некој кој гласа за некои независни кандидати кои се под контрола на одредени силни лоби групации на одредени високи поранишни или сегашни високи функционери на СДСМ, и имате кандидати на актуелното раководство на СДСМ. И кога ќе ставите на купче, кога ќе соберите се, тогаш логично е прашањето и одговорот на прашањето зашто СДСМ спадна на 124.000 гласови. Спадна бидејќи тоа е СДСМ под контрола на раководството. Кога на тоа ќе додадете СДСМ кој не е под контрола на раководството, СДСМ кој остана дома и СДСМ кој направи трансфер во други политички партии, но не ВМРО ДПМН, тогаш резултатот сигурно би бил некаде над 220-230 илјади гласови и на овие локални избори. Кога градите одреден наратив, без разлика политичка анализа, турска серија, приказ на филм и така натаму, морате многу точно да ги прецизирате моментумот и главниот или главните јунаци. Во ова структура на СДСМ сите или пактирале со Зоран Заев, или со помош на Зоран Заев дошле на одредени функции, или со помош на Зоран Заев направиле одредена политичка кариера. И од моментумот на симнување од власт во СДСМ на Зоран Заев, а тоа е некаде есента, зимата 2021 кон 2022 година, треба да правиме анализа на наследниците на Зоран Заев.
Имаше 2, евентуално 3 наследници на Зоран Заев. 2 на чело на СДСМ и 3, односно 2 на чело на македонската влада. Почнува со Оливер Спасовски. Кога е на пржинска влада во време на короната, Оливер Спасовски го наследува на функцијата премиер, технички премиер на пржинска влада, Зоран Заев, како што Емил Димитриев го наследи Никола Груевски. Бидејќи Оливер Спасовски покажа одредени лидерски амбиции, одредено несогласување, па испротеставување, правење можеби на паралелни системи за преземање на СДСМ, за преземање на власта во Република Македонија, кога Зоран Заев се повлекува и од лидерската, и од премиерската функција после губењето на локалните избори 2021 година, Оливер Спасовски не е фаворит на Зоран Заев да го наследи на премиерската и на лидерската функција, тој е друг кадар на Куманова, тој е Димитар Ковачевски. Што ќе рече, Оливер Спасовски се покажал нелојален на Зоран Заев, му дал шанса да биде премиер во техничка влада, покажал одредени знаци, одредени афинитети, одредени политички собитија, соображенија да се дистанцира од власта на Зоран Заев, од лидерскиот капацитет на Зоран Заев, да му покажи дека и тој може да биде негов наследник на чело на СДСМ, и Оливер Спасовски не играше или не беше главен фаворит 2021 година, кога Зоран Заев навистина се повлека од лидерската и премиерската функција во Република Македонија. Го наследува Димитар Ковачевски. И тој таков никаков Димитар Ковачевски, што се вели го врза со синџири за одредена светилка или за одреден столб, за да не може да падне, и го одржа до крајот на мандатот на СДСМ, тоа е некаде мај месец 2024 година. Значи тој таков Димитар Ковачевски покажа желба да се дистанцира од Зоран Заев. Затоа и Димитар Ковачевски немаше континуитет на чело на СДСМ. И некаде јуни-јули минатата година Зоран Заев го става председателот на фондацијата Зоран Заев, Венко Филипче, на чело на СДСМ. Од сите овие 3 кандидати, Венко Филипче се покажа најлојален на политиката на Зоран Заев, на Вице Заев и на семејството Заеви. Што ќе рече дека ако се анализира или ако се оценува од аспект на лојалноста, Зоран Заев нема никакви причини да му сврти грб на Венко Филипче или да бара некој кој може да биде полојален од Венко Филипче на чело на СДСМ и да користи или да служи на интересите на Зоран Заев. Тоа не е ни Оливер Спасовски, тоа не е ни Димитар Ковачевски, значи Венко Филипче. И ако така се гледат работите, нели, ако мора да се стави точка кој е најлојален од структурите на СДСМ денес на Зоран Заев, тоа е Венко Филипче. Во еден таков контекст Зоран Заев и не би имал интерес да работи на смена на Венко Филипче. Меѓутоа, знаете, во оној моментум кога Венко Филипче стана толку слаб и секој пораз на СДСМ било каде во Република Македонија, Коста Костадинов пуштен низ вода од Зоран Заев, тоа е наративот, тоа е приказната на која не може да се спротистави Зоран Заев. Зоран Заев ја продал струмица на ВМРО ДПМН за да се спаси себе си и дел на своите најблиски роднини и пријатели да не завршат на топол оброк 3 пати на ден. На таков наратив и Зоран Заев не е отпорен. И Зоран Заев трпи одредени штети, па и неговата суета тоа не може да го поднеси, да биде постојано обвинуван за сите можни порази на СДСМ. За пораз на СДСМ во Куманово виновен Зоран Заев. За пораз на СДСМ на централно ниво виновен Зоран Заев. Значи не е Венко Филипче, туку Зоран Заев. Во такви околности, кога Зоран Заев, а не Венко Филипче, станува главен виновник за сите бедствија, што би рекле бугарите, или штети на СДСМ, тогаш и самиот Зоран Заев доаѓа во одредена ситуација кога неговата суета не може да го поднеси товарот на толку многу порази на СДСМ. Губи Димитар Ковачевски, виновен Зоран Заев. Губи Венко Филипче, виновен Зоран Заев. Губи Петре Шилегов, виновен Зоран Заев. Така што сега Зоран Заев ќе треба да избери дали може да поднесе дополнителни порази поради овие кои ми се лојални или сепак да влезе во одредени пазарлаци со помалце лојални, но сепак лојални, но и притисокот и товарот на штетите на поразите да може да го подели. Така што разврската во СДСМ ќе заврши токму од тој моментум. Дали Зоран Заев има капацитет некој лошо да работи, но товарот на поразите да ги стоварува на грбот на Зоран Заев. Што ќе се случи во СДСМ? Видите, има 3 можни разврски во СДСМ. Прво да има конфликт, некој вид на панорама, изброј, спротиставување, 2-3 структури кои се борат за превлаз во СДСМ. Гледате на оно струмичко, ако предпоставиме дека Зоран Заев до крај ќе му остане верен на Венко Филипче, или дека тоа братство од интерес
или од влијание или од заемен корист на Зоран Заев и на Венко Филипче е бетон цврсто и дека не може ништо да го поколеба, да го расплати или на некој начин да го уништи, да го пушти низ вода. Значи, првата претпоставка е Зоран Заев и структурите на Зоран Заев му остануваат лојални на Венко Филипче, Венко Филипче му останува лојален на Зоран Заев, зад грбот едниот или вториот тајно не преговарат со Христијан Мицкоски или со некои други структури во врвот на СДСМ и остануваат братски поврзани. Ова е начело на фондација Зоран Заев, овој го поддржува Венко Филипче. Во такви услови, гледате, ако ви имате серија на порази, губите Димитар Ковачевски, Венко Филипче, губите значи цело време од ВМРО ДПМН и нема шанси во догледна иднина да го победите Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН, за да останете на чело на СДСМ, вас сепак ви треба било каква победа. Таа победа можете да ја извојувате ако имате против кандидати кои ве предизвикаат на Централен одбор или на Конгрес или на било кое политичко рамниште и, например, на Венко Филипче му се спротистави Оливер Спасовски или му се спротистави некој од Скопје, не знам, Стефан Богоев, Миле Зечич, не е битно името, Петре Шилевов. Некој му се спротистави на Венко Филипче и машинеријата на Зоран Заев застани зад Венко Филипче и извојува каква таква победа во внатре партиските структури. Значи, ако вие не можете да го поразите Мицкоски, ако не можете да го поразите ВМРО ДПМН, тогаш ви треба и ви е неопходна победа. Каде ќе ја најдете таа победа ако имате против кандидат во СДСМ кој сака да го порази, да го симне од власт Венко Филипче? Венко Филипче со помош на структурите и теренското влијание на Зоран Заев го порази својот против кандидат. Тоа е пирова, но сепак победа за Венко Филипче. Под број 2, сепак да биде пуштен низ вода Венко Филипче, тоа е помалку веројатната опција, меѓутоа како одат работите и како се зголемува товарот на грбот на Зоран Заев, пораз, тогаш и суетата на Зоран Заев, кој сака да биде запаметен како најголем лидер во поновата историја на СДСМ, што ке речи поголем лидер од Бранко Царенковски, не може самиот да го издржи товарот на тие големи порази. И под број 3, што според мене е најреална опција, да го донесете СДСМ на ниво на нефункционалност, да не може да функционира. Такви процеси имаше во СДСМ од текот на минатата година. Некаде околу 10-12 јуни 2024 година не беше одржан еден конгрес на СДСМ, бидејќи не беше обезбеден кворум. Па тој конгрес се презакажа, па после изборот на Венко Филипче за лидер на СДСМ, во еден ден беа два конгреси, отчетниот конгрес кој беше одложен и конгресот за избор на ново раководство, значи генерален секретар, подпредседател, заменик председател и така натаму и така натаму. Дел ги бира Централниот одбор, но членовите на Централниот одбор се бират на конгрес на СДСМ, а дел се бират од овие што се функционери на СДСМ на конгрес. Венко Филипче најави масовна чистка, значи менување на цела една структура на функционери и раководители на СДСМ. Веројатно тамо може да се спаси заменик председателот, но некој од подпредседателите, може да се спаси генералниот секретар и така натаму, но ќе има сериозна чистка. За да имате сериозна чистка, вие треба да закажете седница на Централен одбор, па на седница на Централен одбор да закажете одржување на конгрес на СДСМ. Во вакви услови, која СДСМ има катастрофално изгубено, има катастрофално или одлично победено на локални избори во Република Македонија, вие ќе имате проблем како да обезбедите кворум на Централен одбор и како да обезбедите кворум за одржување на конгрес на СДСМ. Што го рече Венко Филипче, може да сака какви чистки да прави, прво мора да обезбеди кворум. Кој ќе му обезбеди кворум? Па тие кои се сега функционери на СДСМ. Значи тие кои се сега функционери на СДСМ треба да сменат овие други кои се сега функционери на СДСМ. Овие што сака да ги смена треба да се појават на конгрес, да обезбедат кворум за да тие дојдат на власт, а овие кои треба да бидат сменети треба доброволно да му обезбедат кворум на Венко Филипче за да може да ги смени и на нивно место некој други да донесе на чело на СДСМ. Што ке рече, тоа тешко може да се оствари, освен во услови Венко Филипче да е толку веш политичар, во што чисто се сомневам, па за да може да ги убеди ала Бранко Црвенковски или да ги потплати ала Зоран Заев, сите овие структури кои сака да дојат на чело на СДСМ или да бидат сменети од сегашната структура на чело на СДСМ и во такви услови кога едни паѓа, други доаѓаат, да може да биде обезбеден кворум на Централен одбор или на конгрес на СДСМ. Тоа според мене е исклучително тежок, мачен и неизвесен процес, така што од овие три варијанти на можни разврски во СДСМ ја проценувам дека најлесно може да се случи
СДСМ да биде нефункционален, Венко Филипче да расчисти со една структура, да не може да избери друга структура и да имате владење од типот на Северна Кореја. За 2 дена е вториот круг на локалните избори. Меѓутоа 3 општини, дали некој заврши во прв круг, дали ќе има гласање во втор круг, и биле секогаш многу важни за внатрепартиските и внатреполитичките разврски во Република Македонија. Тоа е Куманово, тоа е Карпош, тоа е Чаир. Биле битни уште 2 други општини. Тоа е Тетово и Кичево, но за некоја нијанса многу помалку важни во споредба со овие 3 општини. Гледате што се случува во општина Чаир. Според сите проценки, повеќе од 5 милиони евра ставени бонус на располагање на Изет Меджити. Не постои долг, брзи кеш кредити кои не се вратени. Долгови кон менувачници, долгови кон кладилници, долгови во овие играчници на среќа, каде што не се вратени долговите. 5 милиони евра ставени на располагање и искористени, победа во прв круг на локални избори и најверојатно политичко пензионирање на Бојар Османи, кој се доживуваше како потенцијален наследник на Али Ахмети. Сега Али Ахмети останува или без потенцијален наследник, или ќе може да пактира, или ќе треба, или ќе биде неопходно да пактира, ако не сега, во некоја блиска иднина со Изет Меджити. За Али Ахмети се 2 персони, 2 персонални структури, многу битни во неговото политичко делување. Тоа нема вечерва, за неколку недели ќе се обидам да го објаснам. Тие 2 имиња се Миле Зечевиќ, поранешен генерален секретар на СДСМ, и Изет Меджити, актуелен градоначалник на општина Чаир. Не знам дали гледате што се случува во Куманово. 3 имиња, тоа што го објаснав некаде пред 10-15 минути. Едното име Мартин Костовски, кадар на Венко Филипче или играч на Венко Филипче, организационен секретар, што ќе речи втор, трет човек во таа пирамида на теренска мок, теренско влијание на СДСМ. Зоран Дамјановски Циц, поранешен градоначалник на Куманово, застануваат за него. И вие можете ли да претпоставите дека ако се појави Зоран Дамјановски Циц, дека Оливер Спасовски, Максим Димитриевски ќе му дозволат на Зоран Дамјановски Циц и негов кандидат да победи на локални избори? Апсолутно не. Ке се организираат, ќе направат пир, што нема да се ќе направа што треба да биде елиминиран Зоран Дамјановски Циц. Во оној момент кога Мартин Косовски почна да се врзува во јавноста за името на Зоран Дамјановски Циц, почна да паѓа неговиот рейтинг. Така СДСМ ја губи битката во Куманово. Дополнително, што на едниот кандидат, условно речено кандидатот на Оливер Спасовски, Венко Филипче му има дадено поддршка, му има неколку пати потврдено таа поддршка, му има ветено дека ќе ја помени неговата кандидатура пред Централниот одбор извршниот комитет на СДСМ, во последен момент се откажува дадениот збор, го пушта низ вода. 3 кандидати се појави на избори, најлошо помина кандидатот под контрола на СДСМ, односно под контрола на Венко Филипче. И имате општина Карпош. Не знам дали гледате што се случува во општина Карпош. Па мислам дека притисокот во Центар 2013 година, кога Никола Груевски сака по ниту една цена Андре Жерновски да не победи на локални избори во општина Центар, не е ни приближно со таков интензитет, со таква сила како овие разврски кои сега се случат во општина Карпош. Значи не постои доктор од медицински факултет кој не излезе и не му даде поддршка на Сотир Лукровски. И вие сега ќе си најдете објаснување како одеднаш најверните членови на фалангата на вивачи кои следат ракометната репрезентација на Република Македонија, одеднаш станаа лекари, станаа докторите, овие што се навивачки групи ги снема, ги нема никаде, и одеднаш докторите кои се немале појавено на надпревар, ги шетат, не знам, по Задар, ги шетат по Вараждин, ги шетат по одредени, по Полски, по Германија и така натаму, им стават капи, шлемови од времето на Александар Македонски, ти стануваат фаланга. Нема доктор, значи, кој овој ташњареви цоте го нема носено на навивање за репрезентацијата во ракомет на Република Македонија. И кога утре кај тие доктори ќе одите и ќе ви препишат одредени лекови, да си го поставите прашањето дали баш лековите на алколоид се толку добри, или преку тоа што ви ги препишуваат тие лекови на алколоид, вие ќе треба јас сум за Соте да извикувате, или да ја плаќате кампањата на Соте, бидејќи таа е така платена. Докторите ги носат на трошок на Ракометна федерација, Кафетин коалиција финансира Ракометна федерација, Соте е Ташњаревиќ кој ги носи и кој ги организира лекарите, а лекарите викат ние сме за Соте на изборите во општина Карпош.
Кој го плаќа тоа? Па вие што ви препишуват лекови на скопски алкалоид. А докторите тоа го прават бидејќи ги носат на патување и навивање за репрезентацијата. Кога дојдете во аптека, аптекарката не може да ви речи нема да ви даеме од тие лекови бидејќи тоа го има напишано на рецептот. Кога направите мрежа на лекари, тога се поставате прашањето како Венко Филипче како лекар не се да рече јас сум за сот излеза Маја Мојсова, среќа овој кандидатот за градоначелник на СДСМ кој е доктор во општина Аеродром, влезе во вториот круг, инаку се ми се чини дека тој ќе излезеше кречеше јас сум за Соте, ќе се најдеше случајно во некоја кафана, ќе се сликаше со Соте, ќе го објавија на Facebook, па ќе мореше СДСМ да дава ни риба, ни девојка одредени соопштенија, кај што вие всушност не сфаќате дали тие навиваат или не навиваат против Сотир Лукровски. Кога го видов овој мојот доктор од пулмологија, кај кој става вакцини нели за алергија, да излезе на Facebook и да рече дека и тој е за Сотир Лукровски, речов нема крај. Тука и Мелани Трамп ќе ја донесат ако беше завршена на медицински факултет во Скопје, и Мелани Трамп ќе даеше некоја подршка на Сотир Лукровски. Иако во Скопски факултет има одредени случувања, ние ќе ги истражуваме тие случувања, поврзани со некој име Кржовски или некаква структура, пирамида на МОК под Живко Мукетов. Некакви дописи добивме преку Facebook, има одредени шпекулации, наводно влегување на финансиска полиција, дали е тоа точно, дали тоа не е точно, ќе видиме. Меѓутоа станува збор за некоја голема сума, операција која тежи некои 3-4-5 милиони евра. Дали Кафетин коалицијата е толку мокна, па ќе може целиот тој процес да го исконтролира, ако постои таков процес, дали нема да го исконтролира, дали ќе најде жртвени јагниња или жртвени јарци, ќе видиме, и тоа ќе биде некоја анализа која ќе направиме во наредниот период, ако има нешто суштинско од целата таа анализа. Сотир Лукровски, да го поддржите на еден таков начин. Вие може да гласате за кого сакате. Тоа не е спорно. Секој има право кога ќе се најди зад пулто тамо да го заокружи бројот на било кој свој кандидат, било кој фаворит или било која политичка партија која им е симпатична. Но да сте бардови на македонската медицина, да ви доаѓаат пациенти, наведнати, понизни, да гледат Господ во вас, бидејќи сте им го спасиле животот или очекува да им го спасите животот. И вие со таа нивна доверба да тргувате за некоја карта од ракометен надпревар, за некоја патување во Вараждин, некоја патување во Задар, во Полска или било каде игра Македонската ракометна федерација. Да одите да викате јас сум Соте Лукровски, бидејќи Соте Лукровски е Ташњаревиќ кој треба да ја изфинансира целата таа операција, тоа е толку недостоинствено. Знаете, бардови сте на медицина, тоа е веројатно нешто највисоко во било кое општество, мали богови, мали божества сте, доаѓаат луѓе, доаѓаат стари баби, стари дедовци, доаѓаат млади луѓе со тешки или сериозни болки или заболувања, гледат во очите, искра имат, единствено во вас веруваат, и вие ја тргувате таа доверба. Одите и викате јас сум за Соте Лукровски. По овие две врвни клиники, Жан Митрев и Систина, отишол Соте Лукровски, па немаше да го примат на кафе ако не го кандидираше владата или ако не го кандидираше премиерот на владата да биде негов кандидат на локални избори во општина Карпово. Врвни доктори седнале, го дочекува. Како што Хрватите, како што Србите ги дочекува германците 41 година. Е така го дочекуваат Сотир Лукровски. И таа Кафетин коалиција вите прави со вас што сака. Јас мислам дека во еден момент ќе се освестите од сите тие понижување, ќе ви стане толку непријатно, ќе сватите дека ова е уште помизерно од она расипување на лифтовите од Милијана Киевски на локалните избори во општина Центар 2013 година. И тогаш, знаете, некој ќе мора да ви биде виновен, се плашам, или мислам дека ќе биде виновен Соте Лукровски, и целиот тој гнев и таа мизерија зошто сте се напикале во таква позиција, во еден момент ќе мора да ја манифестирате кон некој. Кон кого? Па кон тој што ве натерал така мизерно да се однесува, освен ако степенот на мизерија кој можете да го поднесувате е толку голем што ќе треба едно 4 или 5 животни века за да може да се наполни таа постројка и да биде искомпензирано тоа ниво на мизерија кој можете да го трпите и можете да го поднесувате. Вите мене она будалетинка, мито у космосу или мито у Вселена, излегуваме о вино, па не му се дава. Излегуваме го права масакр. Што ќе ми направи? Што може да ви направат? Телевизора да ви го земат од дома?
доат у Даблин да ми проверуваат какви реклами на Google има во емисијата во центар, што ќе направат? Ќе веде дека сум будала, дека плаќам поголем данок и повеќе данок од овие телевизии во Република Македонија, дека двојно ме доначуваат и за гледачите кои ме гледаат во Америка, тамо плаќам данок, и плюс за тие гледачи плаќам данок тука во Република Македонија, значи двојно доначување. Сите овие експерти, Сања Лукаревска, Димитар Ковачевски, сум ги прашал, ми велел, луѓе, па нели има двојно доначување, дајте ослободете не. Не. Толку е таа експертиза тука во Република Македонија. Така што чувате си го достоинството. Па нема ништо поскапо. Здравје и достоинство, тоа се две свети работи. Ако овде ви го тргуваат здравјето со подршка јас сум за соте, тогаш немојте да дозволувате да ви го тргувате достоинството, значи нема ништо поскапо. Тоа не прави како луѓе здравје, достоинство и гордо да се движите во животот, да не дозволувате будалетини од типот мито вселената да ве навредуваат. Во оној момент кога ќе ве навреде, го чекам да го стават на некоја функција и да го дробам, да го месам како сакам, па да видите дали утре некој друг, ова е вселена. Ова е вселена, ќе направи на сабајлу 10-11 саат дестилирано, ферментирано сокче од јачмен и он може да каже сака. Меѓутоа, пораката не е кон него, пораката е кон другите. Значи ве истражувале или ме истражувале, не нашле ништо и можеле само на некаква будалетина да му речат да направи напад врз мене, за да можат да направат одреден гешефт во политички пресметки или политички разврски. Кога тоа нема да им помини, зарем мислите дека овие кои не се на јачмен дестилиран 3 пати на ден, ќе се дрзнат да ве нападнат? Не. Ќе најдат некакви француски собарици, ќе постават одредени прашања, ќе најдат некаква будалетина и толку. Но достоинството, гордоста не може да ви ја земат. Тоа не е предмет на тргување. Ајде да се вратиме на СДСМ. СДСМ пред вториот круг на локални избори. Овие 10 општини, кај што СДСМ има кандидати за градоначалник на тие општини, кои влегува во вториот круг, тоа покажува две работи. Тие кои биле ајдуци, воопшто не влегле во вториот круг. Овие кај рече дека се честни деца, во најголем дел, да не речам сите, се честни политичари, кои не правеле криминал и бидејќи не правеле криминал се препознаени од граѓаните дека може да им се даде одредена доверба. Таа доверба може да биде основа за победа на избори, но и не мора да биде основа за победа на избори. Значи тие влегле во втор круг бидејќи не се ајдуци, бидејќи не се арамии. Но тешко ќе победат во втор круг кога треба да се оди од врата на врата, да се купуваат гласови, да се плати за 50, за 100 гласа. Бидејќи знаете, разликите ако се 200 гласа во корист да речеме на кандидат на ВМРО-ДПМН, вие требаат 100 гласа да му земите на ВМРО-ДПМН и да додадете ке вас. Тамо минус 100 гласа, тука плюс 100 гласа дава 200 гласа. Значи со 100 луѓе вие правите разлика од 200 гласа. Бидејќи не се ајдуци, бидејќи не се арамии, тие не знаат да прават такви транге-франге операции, не знаат да купат, не знаат да тргуваат, не знаат да ветуваат и така натаму и така натаму. Од тие причини и шансите им се многу помали да победат во втор круг на локални избори. Значи шансите им се големи бидејќи не се криминалци и влегле во втор круг, но бидејќи не се криминалци имаат многу мали шанси да победат во вториот круг на локални избори. И тоа е суштината и тоа е парадоксот на политичките разврски низ призмата на СДСМ во вториот круг на локалните избори во Република Македонија. Ајде да завршиме некаде близу 30 минути сме. Киро Глигоров 2001 година во еден телефонски разговор му вели на Бранко Царенковски: Бранко, најди барем еден, двајца или тројца пратеници од редовите на СДСМ кои ќе гласаат против рамковниот договор во Република Македонија. И тие да бидат замаец околу кој би можел да се гради некој нов иден СДСМ. Бидејќи некој нов иден СДСМ би можел или би требало да се гради околу некакви структури кои би биле спротивставени на рамковниот договор. Бидејќи ако пропаднеше рамковниот договор, ако СДСМ платеше преголем, уште поголема штета од тоа што ја плати за рамковниот договор, може би требало да се гради некој нов СДСМ. Во сегашната структура на СДСМ нема еден човек кој можете да го извадите и да го натерате да плюка или да се дистанцира од политиката на Зоран Заев. Како вие ќе градите ново СДСМ? Ма какви панорами, какви свети панорами, кога сите од прв до последен или добивале плати од Зоран Заев, или биле плаќени од Еленица, или им биле давани одредени функции, или друженце пактирале со Зоран Заев, или ги ставал на чело на СДСМ, или ги ставал на чело на македонска влада, или ги ставал пратеници, министри, така натаму и така натаму. Ко не можете да најдете едно име на некој кој се дистанцирал во овие 8-9 години
од политиката на Зоран Заев, како вие може да ја смените парадигмата на СДСМ? Гледате, Киро Глигоров мика на Бранко Цренковски, вештачки, ако веќе нема некој кој доброволно се јава, вештачки најди двајца или тројца кои ќе се спротиставаат на рамковниот договор, ки ти треба во некоја идна политичка разврска да речеш дека СДСМ не бил унисона партија, дека имало демократија, дека луѓето по слободна волја гласале за или против рамковниот договор. Кога вие после 10 години, 12 години Зоран Заев начело на СДСМ или сателити на Зоран Заев начело на СДСМ, немате еден политичар од голем формат од редовите на СДСМ да му се спротиставил на Зоран Заев, кога бил силен Зоран Заев или кога коленечел тамо во Струмица да го стави на одредени функции, за каков пресврт именување на парадигмата на СДСМ може да стане збор. А се дојка тоа не се случи во СДСМ, тога СДСМ нема шанси да излезе од сегашната политичка криза без разлика на резултат на прв, на втор круг, на локални избори, дали ќе има предвремени избори, дали ќе нема предвремени. Тоа се минорни технички прашања, суштинското прашање е дали СДСМ може да излези, да се извини пред македонските граѓани со нова парадигма да бара довербата за да се врати на власт во Република Македонија. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Во понеделник се надевам, иако веќе толку политички анализи, се надам дека ќе имаме некоја мала мини анализа сите гледачи на емисијата во Центар за резултатот и за политичките разврски. Вторник редовна вонредна политичка анализа и се надам со Господ напред наредната недела кој таму му доаѓа 9 ноември, официјален почеток на новата YouTube сезона 2025-2026 година на емисијата во Центар. Се гледаме.